Добро дојдовте на нова епизода на Својкаст, подкастот на Биди Свој. Ова епизода, на моје огромно задоволство, гостинка ми е Софија Димитриева, директор на детска градинка Виножито од Струмица. Најпрво да ти посакам добре дојде, ти благодарам што се одзва на поканата да поразговараме на тема деца. Благодарам на поканата, чест и задоволство е да се биде во вашиот подкаст. Така. Уште на самиот старт, сакам да кажам од каде идејата да разговараме за децата и тоа што се случува и како функционираат детските градинки, за тоа што неретко се случува на Facebook и на Instagram да имаме разни постови и незадоволни родители кои знаат да напишат многу работи и против самата институција, и воспитувачки, и начинот на кој се третираат децата. Никако јавно и гласно да се проговори што всушност значи институцијата детска градинка кога се згрижува 5-6 сати во текот на денот и што е основната обврска и на самата институција и на воспитувач како вработен во градинката. Мислам дека ќе дадам одговор на тие прашања и веднаш да те прашам, со 300 дечиња, како што ми спомна, во моментот ги имате и 50 вработени. Како се справува Софија како менаџер на таа институција? Предизвикот е голем да се биде менаџер на детска градинка и пред се е огромна одговорност. Но јас на тоа гледам поинаку. Сметам дека со тоа што имам можноста да бидам дел од системот на детска заштита, имам можност со носењето на одлуки и со мојот начин на менаџирање да дадам придонес во правилниот развој на децата и придонес во градење на едно здраво и среќно дете. И кога имате јасно поставена цел и визија за тоа каде ја гледате градинката за 10 до 15 години, а при тоа имате тим со кого имате изградено концепт на работа, тогаш менаџирањето е задоволство. Е полесно. Да, ме спомна, имате визија и цел, но мене ме интересира зошто, например, од каде дојде идејата да се реализира посебна детска градинка Виножито, зошто, например, не се отвори, не знам, кој клон број 10 или 11 во самата градинка Детска радост. Зошто потребата да се отвори Виножито како посебна установа? Тоа така функционира, не? Да. Виножито е нов правен субјект, засебен, функционира самостојно, не е дел од детската градинка Детска радост. Тука има многу заблуда, морам да кажам, помеѓу струмичани. Забуна во смисла дали е таа сега приватна градинка, што се случува, зошто не е во склоп на детска радост, нели што е. Објасни ни го тој процес, зошто имаше потреба тоа да се направи? Самиот објект на детската градинка Виножито, поред капацитетот на згрижување на деца, проектиран капацитет за 300 деца, е најголем објект во државата. Значи, не постои објект во државата кој што е поголем од објектот на детската градинка Виножито. И самата голомазност, да кажем, на објектот, како и тоа што локацијата е во просториите на поранешна касарна, каде што е обкружен со голем број на стамбени единици, каде што се населени од млади брачни парови, некако природно ја наметна потребата да таа градинка биде и попристапна за родителите, да добие пред се своја стручна служба, која што ќе испорачува услуги кон родителите и кон децата, со тоа и административна служба и свој менаџер. Додека детската градинка Детска радост менаџира со 8-9 објекти веќе и некако се голем дел на објекти кои што се во состав на Детска радост и неминовно беше да се донесе на таква одлука. Секако на презентирањето на таа идеја претходеше изработкане на комплетна анализа за оправданоста на постоењето на нов правен субјект, кој што покажа дека не само што ќе се пополни капацитетот кој што е проектиран на објектот за 300 дечиња, дека во многу блиска иднина ќе се бара место плюс. И тоа за неполни 2 години го докажавме. Во моментот имаме запишано 300 дечиња, а во септември сега 2024 година ќе го надминеме проектираниот капацитет и ќе имаме над 400 деца кои што ќе престојуваат во детската градинка Виножито. Да. Јас видов, денес бев во една обиколка кога разговаравме за овој подкаст, жешко, но бев доста импресионирана како е самиот објект внатре, какви услови имаат дечињата
и за целодневен престој, и за забава, и за игра, и за храна. Навистина сум импресионирана. Но жално е што само одреден дел од дечињата можат да го уживаат тоа. Јас мислам дека треба да бидеме свесни и ние граѓаните, институциите и сите малце повеќе да се инвестира во тие деца и нивниот начин и на развој, и на образование, и на одгледување и за се. Баш како што спомнати, да, ние ги сакаме децата, но да го покажеме и тоа на дело. Да не се случи да остане само таа градинка со посебни така убави услови за развој на дечињата. Еден апел нека биде тоа до институциите и до сите засегнати страни, министерство претпоставувам, тие се одговорни да се ангажираат, да се направи услови во секоја градинка, да не мора ние струмичани сега да се испотепаме таму кој може да го запише детенцето. Имате ли такви, како да кажам, притисоци или бараат ли родителите да дојдат кај вас? Да, имаме голем број на пријави за упис на нови деца, но најголем број од дечињата кои пристигуваат во нашата градинка, барем во последната една година, се дечиња кои што живеат во реонот. Значи, кои што гравитираат околу градинката или реонски деца. По правило тие треба да бидат сместени. И тие имат приоритет во згрижувањето, во приемот. Доколку останат слободни места непополнети, тогаш може да се згрижат дечиња од други реони. Така, ние ги делиме на реони, да кажам, градинките. Така да интересот е голем. Еве, јас патувам и секогаш кога имам можност да разговарам со некои кои што се чинители вклучени во процесот на детска заштита, и тоа јавно го кажувам дека никогаш не треба да се штеди кога станува збор за децата и детските градинки, дека треба да се инвестира во изградба на повеќе објекти, дека постоечките треба да се реновираат и да се опремуваат со соодветна опрема, дидактика, сензорни соби, сето тоа што им е потребно за да работат со деца. Секако тие останатите градинки се проектирани пред 40 и 50 години. Ние сме растеле во тие градинки и сега и нашите деца, Кога имали други стандарди за детските градинки, работите се менуваат. И сега ја имаме привилегијата да општина Струмица после 50 години доби нов објект кој што е изграден по сите светски и европски стандарди за предучилишни установи, финансиран од Светска банка и е баш по нормативи стандарди и како треба да изгледат сите градинки во државата. Иако во изминатите години навистина многу се инвестираше и се изградија и дополнителни објекти во населените места, но тој тренд треба да продолжи. Да не застанеме овде. Убаво спомна како објекти нели се убави, приспособени на сите потреби децата. Но што се случува имате во една група има воспитувач, воспитувачка и негователка. Колку се битни тие за детето да се чувствува убаво во градинка? Дали е битно само како објект да биде убав? Не. Објектот не го прави престојот, да кажем, интересен или безбеден или здрава средина за детето, туку клучна улога и најважни се воспитувачот и негователот. Тие се луѓето со кои детето поминува најголем дел од денот, кои што реализираат програмски активности, кои што се грижат за нив, кои што се задолжени во делот на исхрана, кај помаленките деца, да кажем, во јаслена возраст, така да воспитувачот и негователот се клучните во целиот процес на престој на децата во градинка. Ајде, кажи ми, Софија, како поминува еден ден на дете кога ќе дојде во градинка? Што се случува? Многу сакам тоа убаво да го разјасниме, пак ќе кажем од причина што многу родители знаат да критикуваат, не ми ги гледаат децата. Друг момент, ќе го спомнеме понатаму, е бројот на децата, кој е вклучен во секоја една група. Но ајде да ми објасните прво како поминува еден ден во градинка. Пријавот на деца е до 8:30 часот, кога најдосна родителот треба да го донесе детето за престој. Помеѓу 8:30 и 9 часот, кога се послужува појадокот, се организираат насочени активности за физички активности, за спортување. Се служи доручекот во 9 часот, по доручекот започнува онај дел на реализација на програмот или програмски активности
Секој воспитувач за својата воспитна група има подготвена своја програма и тоа е моментот кога се реализира, кога децата учат нови вештини, нови знаења. По реализација на програмските активности следува прва ужина. По првата ужина следува еден дел од денот кој што е многу значаен, кога децата им се дава слобода да се изразат во слободни активности и тогаш воспитувачот е тој кој што ги наблюдува. И тогаш се забележуваат многу работи. И дали покажуваат афинитети за нешто, дали имат некој талент, дали манифестираат некој однесување кое што е несоодветно. По слободните активности следуваат подготовки за ручек, а потоа подготовки за пладневен одмор, значи миење запчиња, рачиња, се облекуваат пижами и тогаш започнува пасивниот одмор. По пасивниот одмор се остава простор повторно за слободни игри и најчесто гледаме да ги организираме во повеќе наменскиот простор кој што го имаме, мултифункционален и да дружат и со останатите дечиња од другите групи. Но секако денот им е целосно исполнет. Значи, секој ден се има организација на денот, всушност се знае по час што се работи. Да, и така, да ја расчистиме таа дилема, ништо не работат во градинките. Децата само се не е точно, апсолутно не е точно. Јавно да кажеме дека не е така. Не. И јас претпоставувам дека секој родител има право да дојде да побара од вас, да му кажете што детето има сработено денес. Иако тоа не е пракса кај нас родителите, но може ли родител да дојде и да побара да каже што денес сработивте со моето дете и што мислите за моето дете? Во насока, дали се развива правилно, совет да се даде? Имаме ли такви случаи? Доаѓаат ли родители кај вас? Има ли иницијатива? Да. Првиот контакт и најчест контакт кој што го има родителот е со воспитувачот и негователот во воспитната група. И се започнава оттаму и се треба да започнава оттаму. Дали е нешто за совет да се побара, дали е за некој однесување или проблем кој што е увиден, значи се започнува од воспитните групи и најчест контакт има родителот со воспитувачот и негователот. Воспитувачот и негователот на дневна основа им дават извештај за она што се работило денес, како се однесувало детето. Инаку да напоменам дека ние како градинка и целиот мој тим комплетно го имаме напуштено концептот на градинките са место само за згрижување. Не. Градинките одамна не се место само за згрижување. Такво е мислењето на повеќето, затоа што да бидеме искрени, не се дава секојдневно извештај, нели, за тоа што работат децата. Затоа прашувам дали како родител има право да се даде. И зошто не би било пракса, еве на пример, гледаме по филмовите, нели, добиваат, не знам, неделен, месечен извештај, што се има сработено. Да. Каква е праксата во вашата градинка? Најпрво на родителските средби, кои што ги организираме вообичаено во текот на месец септември, родителот се запознава со програмата која што ќе се реализира во текот на годината. Потоа сите изработки, да речам, кои што случуваат во текот на годината, секој напредок кој што е забележан кај детето, се бележи во персонално досие на детето, кој што на крајот на воспитната година го добива родителот. Добива папка со изработки и го добива и досието. Но и покрај сето тоа, пак ќе нагласам дека секојдневно родителот е запознат од страна на воспитувачот и негователот што се работело во групата. Свесни сме. Вибер групи, бидејќи ни е полесно да комуницираме, се споделуваат активности, така да вклучени се и знаат буквално кај нас секој ден што се случува. Свесни сме, имаме и многу несогласувања меѓу родители и негователите. Тие се почесто, нели, присутни во однос на одговорноста кога се има кон детето, дали детето работи, дали се одгледува, или воспитувачот. Кој е одговорен за тоа како детето функционира во градинка? Воспитувачот или неговател? Јас искрено малку ги мешам тие две работи. Ќе појаснам. Воспитувачот е лице кој што има завршено високо образование, значи е дипломиран воспитувач, кој што поседува лиценца за работа за воспитувач, и така да тој е носителот на целата работа во групата или носител на дејноста.
и во оној воспитан дел, реализација на програмските активности, се е задолжен воспитувачот. Негователот е лице со средно образование, кој што исто така поседува лиценца за работа, но тој се грижи во делот на да се подготват активностите, да биде помошник на воспитувачот, да води грижа за децата, дали јадело, да му во јаслените групи, работат само негователи, бидејќи таму е само згрижувачка работа. Нема образовен, и Оно гледам дека кај мене, тоест во нашата градинка се трудат многу и с негователките во јаслени групи да им организираат активности, затоа што и на возраст од 2 години има што да се работи. Искрено сега не очекуваме дека тие нешто песнички ќе прават, но може да се анимираат самите деца. Но имат активности, пример за развој на моторика, на фина моторика или на груба моторика. Така да и негователките знаат да реализираат активности, но се повеќе во делот на згрижување. Да. Сега, што се случува со бројот на децата? Имате активности, по плани, програма, настојувате тоа да се реализира, имате амбиции но дали е возможно, како што разбрав во моментот 300 дечиња, колку деца има во една група? Во една градинска група нема помалку, тоест не постои група помало од 30 деца, значи 30 и над 30. Дали е тоа нормално една воспитувачка и една негователка да работат со тие 30 деца? Можно ли е тоа? Или ние некои нереални очекувања имаме од вас конкретно? Да, бројот на деца е поголем од тоа што е предвидено во стандарди и нормативи. Се згрижуваат повеќе деца во една градинка, тие се условите и можностите, и не е исто еден воспитуваш да работи со 15 дечиња и со 30 дечиња. Значи секако квалитетот на активноста која што се реализира не е иста. И верувам дека, не само што верувам, сум убедена дека вработените во детската градинка Виножито буквално се вложуваат многу повеќе и прават надчовечки напори за да постигнат. И барам и апелирам до родителите да имаат и трпение и разбирање. Затоа што не е само нивното дете кое што престоја во градинка и не се 2-3 деца, туку се 30 дечиња и навистина треба да се има разбирање. Знаете, од една страна, кога доаѓа септември, сите сакаме децата да не бидат ова негователка, ова воспитувачка е добра и сите ги буткаме таму децата и ќе направиме група од 30-40 деца, а после тоа не сме задоволни како е третирано од детето. Значи, како што ве разбрав по муабетот, треба и тоа од нас самите родители да тргнат, да се слуша кога вие ќе ни дадете совет дека таа група е полна, и не инсистирајте да влезете во таа група по секоја цена. Подобро да бидат 10 групи од по 15 дечиња, поквалитетно ќе се работи со нив, отколку да форсираме да има во една група. Да, јас често влегувам во дискусија со родителите кога има такви барања и им велам не тоа е предмет да го оставиш во занимална и овде да го најдеш. Зошто инсистираат да бидат? Стварно, јас сум родител, но како не да ме разубедите, едноставно, зошто би инсистирала да биде во таа група со 40 деца, ако може да биде во друга група кај што има 15 или 10 деца и ќе биде поубаво? Што им објаснувате? Како ќе ги разубедите да бидат во другата група? Дека ќе бидат позадоволни затоа што квалитетот на активностите ќе биде на повисоко ниво, дека подобро се работи со дечиња од 15-20 на бројот колку со 30 и 40 и дека сепак нема лош воспитувач. Значи не знам тоа кај нас дека тоа е подобар, па тој помалку гледа, значи така нешто. Да бидеме реални, владе е тоа мислење, да. Да, знам дека владе, но затоа сум овде да им го кажам и да им го објаснам и се трудам да им го доловам на родителите дека многу е подобро детето да биде во група со помал број на деца отколку ние што знаеме да кажеме пошто потоа и таа воспитувачка. Да, по секоја цена, по секоја цена, да. Така да влие бројот на деца врз квалитетот на реализираните активности и се соочуваме во сите групи воспитни има период кога некои дечиња манифестираат некои однесување кои им е периодично и знаат да
пример да биде тоа и агресивно. Тоа е нешто да кое што покажат се агресивност, така да покаже агресивност, тоа е нешто кое што се надраснува. И сега во тој период кога баш ги манифестира тие симптоми, може да повреди друго детенце во смисол да го изгреба и тогаш најчесто настануваат конфликти помеѓу родителот и воспитувачот. Како ви реагирате како директор на таа установа? Што се случува во еден таков конфликт? Секогаш прво морам да покажам јас миреност и трпение да ги слушам и двете страни. И секогаш сум овде да им укажам на родителите дека тоа е период кој што поминува, дека утре дори да може неговото дете тоа да го манифестира, дека треба да бидеме трпеливи, да имаме разбирање, дека не треба да гледаме и да мислиме само за нашето дете. Сепак јас како менаџер и воспитувачот гледаме целата слика. Так. Значи тоа е колектив, не да ги гледаме индивидуалните желби и потреби на родителите. И им се соочувам некогаш со некои неразумни барења од родителите, да кажам, невозможни. Во која смисла? Баш ме интересира што повеќе да бараме од една установа кога детето ти е, иако спомнавте, не е установа само за згрижување, но најбитната функција е тоа. Јас одам на работа, моето дете има каде да биде, јас сум безгрижна во тој период. Има родители кои што например, барат да престојуваат и тие заедно со своите деца во занимално. Зошто? Зошто сметат дека така полесно ќе се адаптират. Тоа е погрешно. Да не плаче демек, да не плаче во септември, па сите деца плачат во септември таму. И тоа е еден период кој што мора да се помине. Кога би се адаптирало детето? Да, за адаптација. Значи имаме и такви барења, да не плаче, па полесно се адаптира. Мислам, тоа не е само што е невозможно и погрешно размислување, ние не можеме да дозволиме такво нешто. Замислиме мене со граден, па нека си седе дома, нека си го гледа. Самото министерство забранува да престојуваат родители во градинка, се знае кога престојуваат. Во текот на месец септември се организираат родителски средби кога родителот се запознава и со просторот, со занималната, се предочуваат сите работи кои што ќе се случуваат во градинка, меѓу другото и да види во какви услови престојува неговото дете. И така такви барења некои имаме. Во однос на периодот на адаптација, сега во пресрет на месец септември, дел од дечињето за прв пат ќе започнат да престојуваат во градинка, па би сакала со родителите да споделам неколку совети со цел да им олесниме период на адаптација и побрзо да помине. Значи на почетокот ќе кажам дека родителите мора да останат смирени и да имат позитивни чувства кон градинката. Доколку родителот е вознемиран, тоа го чувствува и детенце на јаслена возраст. Да имат бебето кој ќе го остави, тоа осеќа дека мајката ја чувствува и тоа. Да имат добра соработка со воспитувачот и негователот во градинка. Да имат трпение, разбирање и многу полесно ќе го поминат тој процес. Затоа што тоа е низ тој процес минуваат сите дечиња, но за секое дете е индивидуален. Секој дете различно реагира и различно време му е потребно за да го помине процесот на адаптација. Овде ќе кажам, има деца кои плачат и 5 години во градинка. Секое утро плаче. Како ритуал. Тоа ајде ваше стручно мислење, тоа е некој вид на манипулација што сака да ја прави со родителот за тој да омекне, ќе го земам дома. Да. Баш еден вид на манипулација, затоа што има родители кои што детенцето ми плаче и ќе си го земат, има родители тоа мора да прифатиш. Мора да одиш на работа, мора да се извршуваат обврските, кај дечињата кои што се на 2 или повозрасни, на 2 години повозрасни, родителите може да ги подготват со разговор. Да разговараат за сите позитивни работи кои што ги очекуваат во градинка, дека ќе запознаат многу нови другарчиња, дека ќе има многу играчки, дека ќе научи песнички, ќе играт разни игри, дека ќе има некои добри тетки кои што ќе се грижаат за него. Па доколку родителите и тие престојувале во градинка како деца да споделат некои искуства, некоја случка на која што се сеќават, па да покажат фотографии кога тие престојувале во градинка, па дури и да играт игра со улоги.
дека се наоѓаат во градинка или воспитувачи, и на тој начин ќе изградат една позитивна слика кај детето и детето многу полесно ќе го помине тој период на адаптација. Ќе знае дека тоа е некое добро место, мама и тато оделе во градинка, тука има добри тетки кои ќе се грижат за мене и дека јас морам да одам во градинка. Сепак се започнува од домот и од семејството и начинот на кој ние ги воспитуваме децата. И како ние гледаме, затоа сакам да потенцирам, како ние гледаме на воспитувачките, така и нашите деца ги гледат. Барем јас така мислам, поправете ме ако грешам, но ако ние не се однесуваме убаво кон нив, а ги оставаме децата на нивна одговорност, тогаш и самото дете, тоа е како сунгер, ја прифаќа таа негативна енергија. Така. Родителот е клучен во овој период на адаптација. А секако влијат и многу фактори и други фактори, како средината, околината во која што расте, живее детето, потоа блиски роднини, така имаме случаи каде што бабата и детето велат, па ние ќе те чуваме, не мора да одиш во градинка. И тоа, оди ти убеди го детенцето дека треба да оди на градинка. Секако овде имат влијание и воспитувачките и негователките. Не се иззимаме во овој процес и нивната умешност да се справат нивното искуство и тоа влијае на периодот на адаптација. Да, јас им симнувам капа на сите воспитувачки и негователки кои се грижат скоро цел ден, од сабајле, од 6 до 3, 4, до колку работи установата? На детската градинка работи со деца до 4-30 часот, секако тоа е според потребите на родителите. И тоа е доста тешка работа, можам да кажем. Да се справуваш секојдневно со 30-40 дечиња, мислам дека е напорна работа. Не е физички напорно, но е психички, затоа што мора да се издржи сето тоа плачење, посебно во септември. Јас мислам дека треба да им организирате некои, не знам, простори каде можат тие за релаксација и медитација да не се пренесува таа негативна енергија, претпоставувам, па и тие знаат да се изнервираат. Да, така е, но работата со деца има друга тежина и децата не полнат со енергија. Значи, се работи со деца е навистина една убава и благородна професија. И како што знае детенце да ти го поправи денот и да те насмее, возрастен така не знаеш. Често велам дека ние возрастните треба да учиме од децата и ќе бидеме и ние подобри личности, искрени, и ќе биде и општеството подобро. Многу често знаат да кажат родителите, ме кажа детето во градинка што сум правела дома. Се случува тоа? Децата се баш толку искрени, кажуваат дома што се случува? Да, знаат да пренесат некоја случка ситуација, да ја кажат, да ја споделат со воспитувачите. Ме интересира во такви ситуации, кога ќе видите некое несоодветно однесување на дете или гледате дека детенцето има промена во однесувањето, дали тоа е аларм да се реагира кај родители и дали се случува? Не знам, дали имате некои такви советодавни состаноци со родители? Затоа што вие сте битниот фактор и моментот каде треба да се реагира за развојот на детето. Има такви случаи? Да, имаме такви случаи. Само ќе кажам дека уште додека во месец септември ги организираме родителските средби, јас и стручниот тим сме присутни во сите занимални и ги охрабруваме родителите. Секогаш кога имаат потреба од совет или забележале некоја несоодветно однесување или промена на однесувањето кај детето, или доколку има некоја ситуација во семејството која што ќе влијае врз детето, секогаш да имат храброст да го споделат тоа со нас. Да не се срамат. Да не се срамат. Да најпрво со воспитувачот и негователот во групата, доколку сметат да имат потреба од стручно мислење, совет, овде е и стручниот тим, стручната служба, имаме посебна просторија, советувалиште за деца и родители. Тоа е баш една интимна просторија во која што може да се организираат индивидуални советувања, се со цел да се надмине некоја ситуација или некој проблем. Затоа што и ние сите вклучени во процесот на детска заштита сме исто така засегнати и сакаме децата да ни растат здраво и среќно и дека секогаш кога има проблем и ние сме засегнати со тоа, затоа што детето може да биде анксиозно или да биде повлечено, нерасположено. Значи, некако тоа не се вклопува во групата. Да не се вклопи во групата, тоа секако го забележува и воспитувачот и негователот.
И затоа мора да постои една искрена соработка помеѓу родителите. Отворена. И отворена, да, меѓу родителите и воспитувачот и неговата. Да, нека биде тоа апел до родителите. За се едно нешто кое треба да се дискутира, прво нека се дискутира во установата. Да. А не да се пишува, јас пак ќе кажам, многу сум против тоа јавно пишување на Facebook и Instagram и дискусии и не знам километарски коментари и колони, а реално нема отидено во градинка и разговар. Можеби е проблемот во детето. Да. Или можеби е проблемот во самото дисфункционално семејство и тоа го манифестира кај вас во градинка, па страдаат сите други 30 деца, за жал, толку се во градинка, тоа не можам да го прифатам, тој број на толку многу деца. Социјалните медиуми не се место каде треба да се решаваат таков вид на проблеми, затоа сме ние овде за да разговараме и се што е како предизвик кој што ни се појавува во растот и развојот на децата да го надминеме, сите заеднички. Затоа сме и ние таму. Нема потреба од разни коментари на Facebook, на не знам. Да. Дека воспитувачката ова не е добро, ова е добро. Па јас не сметам, барам јас не сметам дека не постои воспитувачка кој не сака деца. Да. Инаку не би била таму, нели? Да, освен тоа што пред малку ја започнавме таа тема, дека освен тоа што треба да е дипломиран воспитувач, така, треба да има љубов кон децата, за да работи таа професија и треба да има големо трпение, разбирање и да биде креативен. Тие се предуслови за успешна работа. Да. Кога сме кај воспитувачите, факт е дека се мал број на воспитувачи. И мислам дека тоа е една од причините зашто има толку малку групи, а толку многу деца внатре во групите. Да. Што се случува? Зошто немаме, например, повеќе воспитувачи, не може да се вработат, немаме кадар или е нешто друго? За жал сите градинки во државата, барем комуницирам со голем дел од нив, се соочуваме со недостаток на кадар, на стручен кадар и воспитувачки и неговател. Причините се најчесто необезбедените финансиски средства од страна на Министерството. Значи, согласност за вработување дават Министерството за финанси преку Министерството труд и социјална политика. Така да нема обезбедено финанси во буџетот. Да, финанси во буџетот и не може да се запосли нови неговател. Да, кадар се уште постои, стручен кадар кои што поседуваат и лиценци, кои што имаат завршено соодветно образование, поседуваат лиценци и кои што верувам дека очекуваат и се надават дека ќе бидат вработени, но на крајот на денот не зависи се од нас, сепак се вклучени повеќе институции во тој процес. И пак ќе кажам, градинките не се место каде што треба да се штеди, затоа што се започнува од градинките. Да, бараме здрави деца, велиме децата е еднината, но треба и да се инвестира во тие деца. Кога сме кај заштедата, зошто никој се нема побунето или како да кажам околу цената на градинките? Јас лично сметам дека 1450 или 490 денari. Плаќаме месечно за градинка, а какви ни се очекувањата? Нели е таа малце смешна цена за едно дете да ти биде цел ден во градинка и да биде згрижено, а ти плаќаш само 1450. Тоа не е плаќање градинка, туку како спомнавте партиципација. Да, тоа е партиципација на родителот затоа што сме јавни општински установи. Иако самото чинење на престојот е многу поголем, делот тоа чинење го добиваме во вид на блок дотација од страна на Министерството труд и социјална политика, но најголем дел оди за плати на вработените, и пак не останува трошоци. Секојдневни потреби кои ги имаме. Тоа навистина е голем проблем. Во моментот постои една иницијатива која што потекнува од повеќе градинки во државата, да тоа како проблем се постави на седница на ЗЕЛС, и да се донесе некое решение, да се изготви некој правилник кој што ќе важи за сите општини. Искрено јас сум поборник на идејата да се изготви правилник и да се одредат цени за престој или партиципацијата, да изнесува и да влија приходот кој што го стварува родителот. Да бидат во категорија. Доколку родителот примањата на родителот? Да, примањата, приходите кои ги остварува семејството. Тоа има логика. И на тој начин е регулиран начинот на плаќање во повеќе европски држави. Не е тоа нешто ново. Доколку родителот остварува приход дефиниран
пресметан, да кажем, еве до минимална плата, да остане цената непроменета. Доколку остварува, не знам, до 60.000 или 100.000 денари приход, нето приход, тогаш да биде зголемување за 500 денари. Доколку е над тој приход, да биде и дупла цена. И тоа е еден начин да се најде некој соодветно решение во смисла да се зголеми цената на градинка. Мислам дека тоа би било една од мерките за да се подобрат и условите во градинка и начинот на кој функционирате, но и да имам на крајот од се и платите да бидат зголемени. Тоа е еден круг кој се врти. Ние треба да вложиме и да очекуваме од вас многу повеќе. Свесни сме дека во последните неколку години тренте се отварат приватни градинки. Сега ние родителите сме свесни дека тие се скапи приватни градинки, плаќаат, не знам, по 6.000, по 10.000 месечно. Таму ги гледале, платите и тука 10.000 денари. И тука ќе има само по 10 дечиња во група, нели? Ќе има повеќе негователки. Така да ја разбудиме таа свест кај граѓаните, да кажем. Патуваме да натолку сите засегнати страни институции да го покачат престолот во градинка. Тогаш би останувале повеќе приходи кои што ќе се инвестираат во децата. Ќе се набават многу повеќе дидактички средства, не знам, ќе се урадат качења, реквизити, ќе се подобрат повеќе аспекти кои што се значени. Сето тоа ќе биде за децата. Не не зборуваме нешто да се троши на друга страна, туку сето тоа да биде за децата. Спомнавме повеќе простори и материјали. Јас се видов вашата сензорна соба, која е беспрекорно опремена и се тоа дали функционира и кое е вашето мислење? Дали се повеќе и повеќе имаме потреба од сензорна соба и какво е вашето мислење за малите деца? Дали имаме пораст на децата кои имаат забавен раст и развој или не? За жал, се почесто се соочуваме со дечиња кои што имаат отстапки од правилниот психофизички моторен развој или деца со потешкоти во развојот. И една таква просторија, едно такво каче, кој што е нашата сензорна соба, заслужува и треба да има во секоја градинка. Затоа што таа е неопходна во работата со дечињето со атипичен развој, да кажеме. Имаме ли кадар подготвено за тие? Кадар има, но Министерството исто така треба да биде посовесно и да дозволува да се доопремуваме со кадар во однос на стручни работници. Ние кај нас, освен психологот, имаме и логопед и делот од, бидејќи во самата сензорна соба постои еден дел кој што од апарати, да кажам, или од нагледни средства, материјали кои што се наменети за работа на логопедот и логопедски сетови. Така да делот сензорната соба ни е во функција и најчесто ја користат стручните работници. Но секако се надеваме дека во најскоро време ќе добиеме и дефектолог како стручно лице кое што ќе работи и ќе придонесе и во другите аспекти на растот и развој на дечињата. Кој број се повеќе се зголемува на тие дечиња, претпоставувам, и факт е дека имаме недостаток од стручен кадар за тоа. Ќе прашав како го надминувате проблемот, веќе ми спомнавте, но пак ќе кажам, дали за вас е добра одлука ова инклузија на децата? Дете со забавен раст и развој да биде со сите други 30 дечиња или треба да биде посебен третман? Тоа многу од секогаш ме интересирало уште од пред неколку години кога се донесе тој закон. Дали е оправдано тоа и како дечињата реагираат? Многу е важно тие дечиња да бидат прифатени од останатите дечиња во група. Тука улога имаат и родителите, и вработените. Ние имаме, да кажам, дете со Даунов синдром, кој што представува со уште 30 дечиња и кој што сите дечиња го имат прифатено и му искажуваат посебна љубов и посебна грижа кон него. И тоа е нешто кое што се учи. Дали треба да бидат? Има различен спектар на попреченост, различен стадиум. Секако дека кога има со полесни отстапки, дека треба да биде
тоа дете вклучено во група со деца со типичен развој, затоа што на тој начин ќе му се помогне да го надмине проблемот, ќе се работи со него. Секако е потребна и стручна помош, да не се залажуваме дека само престојот во градинка со деца со типичен развој единствено тоа што му треба, му е потребна и стручна помош. Така да, но кога се вклучуваат деца со атипичен развој, бројот на останатите деца треба да се намалува. Тоа е битен момент во самата група, Треба за да му се посвети внимание на затоа тоа што дете. бара навистина и поголем ангажман и поголема посветеност на воспитувачот кон тоа дете. Практично во нашата градинка не постои група каде што нема не едно по неколку деца со отстапки во развој. Тоа е проблем на денешницата. Да. И ги има и во училиштата, ги има и во градинките. Нека размислуваат, со таа цел ги правиме ние и тие подкасти, отворено разговараме, да бидеме погласни и да апелираме до сите институции и министерства да се размислува, да се обезбедува стручен кадар, кој ќе биде од помош за самите вас. Нека биде апел, јас се надевам дека ќе бидеме од помош за сите тие дечини и нивни родители, на кои навистина не им е лесно. Да. Малце на почетокот спомнавме, но сега сакам, еве за крај да те прашам за предизвиците со кои се соочуваш. Имаш 50 вработени, сите жени. Имате маж вработен во градинка? Имаме 3. Како се справувате жена со жена? Па вака, работата со жена има и предности, но и слаби страни. Ние жените го имаме тој мајчински инстинкт и сме погрижливи, повнимателни, подомаќински работиме. Но од друга страна, ние сме многу посложени од мажите. Многу размислувате. Многу размислуваме и како што ние знаеме да закомплицираме некоја ситуација, баш тоа не знае. Така да, ние се има своји предности, но и своји слаби страни. Како Софија се справува и како мајка, и како сопруга, и како менаџер? Претпоставувам дека и дома не те остават на мира, телефонот постојано звони, претпоставувам. Како се справува во текот на денот со сите тие обврски? Ти успева ли? Пробувам да балансирам меѓу работните обврски и семејните обврски. Секако директорот е достапен 24/7 за се едно нешто, но пробувам да си најдам и време кој што ќе го посветам на моето семејство и на моето дете. Сепак јас имам дете во развој, девојче од 10 години кој што бара и тоа е внимание, да посветам време и на мојот сопруг и да најдам слободно време за дружба со пријателите. Значи мора да правиме баланс. Секогаш имаме работа, незавршени работи, секогаш имаме обврски, но мора да се балансира. И кога работата ви е задоволство, ви е многу полесно да се организирате. Јас работам и пробувам да се организирам на принцип на сат да функционирам. Седа е под сат, термини, да завршам повеќе обврски во текот на денот, за да ми остане време за други активности и приватни. Да. Има ли момент кога Софија се има покаено зашто има преземено таа улога да биде директор на детска градинка во Виношите? Имате ли таков момент? Не, и мислам дека нема да се случи тоа, затоа што прво ми исполнува секако во процесот на формирање на детската градинка и кога започнувавме, имаше моменти на, па да кажам, на слабост или луѓе кои што коментираат од страна дека тоа нема да успее, па дека никогаш нема да згрижиме 300 деца, но тоа не ме обесхрабруваше. Иако на почетокот имаше многу малку луѓе кои што веруваа во целата таа идеја, во целиот тој концепт за волја на вистината и до ден денес тие се наши поддржувачи, наши соработници на Виножито и ни се ветер во грб. И сите тие негативни коментари само ми даваа причина плюс и мотивација да продолжам да го работам тоа и го работам со голема посветеност и голема љубов и кон децата и кон целосно професијата. И како што кажав и на почетокот, кога се има јасна цел и визија, дека тоа преминува во задоволство. Да, тука морам да спомнам моментот за жена менаџер. Нека биде тоа апел до сите оние жени, затоа што не се чести случаевите каде жена е ставена на менаџерска функција во нашиот град, тука например и државата. Нека биде апел до сите тие жени да не се плашат, да преземаат ризик,
Да ги преземат сите тие предизвици кои ги очекува и да влезат во менаџерските води, затоа што ако се сака, може да се успее. Да. Како стоите со тимот? Во смисла, ми спомна, имате 50 вработени. Многу ме интересира, што се случува во моментот кога ќе ви се пожели некој родител? Тоа сакав да го прашам уште на самиот почеток. Да. Како се поставувате вие како менаџер? Факт е дека секојдневно некој нешто се жали или се случува. Кој е првиот чекор кој вие го преземате како менаџер на тие воспитувачи и негователи? Секогаш сум отворена да ги слушам двете страни. И родителот, и воспитувачот, и негователот. И најчесто станува збор за некоја недоразбирање, кој што може да се надмине со разговор. Значи, кога имате нешто заедничко, а тоа е грижата кон децата, не може да имате, не знам, какви несогласувања. Се решава проблемот. Така да се решава. И на почетокот кажав дека секоја професија си има своји предизвици. Значи не може се да биде глатко и совршено, но најважно е сите предизвици и проблеми да се решаваат. И сметам дека до себе тоа го правиме. Како ги мотивирате? Има многу прашања, никако да ни заврши. Како ги мотивирате вашите вработени секој утро? Вака, значи и кога размислував што е тоа кое што, да кажам, не прави поразлични од другите, кој што всушност е и сметам дека и нивната мотивација, ќе издвојам неколку работи. Прво, тимската работа. Заедната почит едни кон други, толеранцијата и разбирањето кое што го имаме, ентузијазмот, енергијата која што ја вложуваме и љубовта кон децата и професијата не само на вработените воспитувачи и негователи, туку и на сите останати. Баш са нешто знаеме да кажеме на нашки детишкари сите. Вашата институција, да. Да, и кога треба да се организира некоја активност која што бара поголем ангажман и повеќе време, тогаш се вклучуваме сите. Буквално сите. Од помошно-технички персонал, хигиеничарки и вработени во кујна, до воспитувачи, негователи, до стручна служба, административна служба, па и јас сум тука секогаш да помогнам. Сметам дека целиот тој начин на организација на работата е мотивирачки за нив, затоа што сите сме еднакви. Јас сум секогаш помеѓу нив, јас сум често таа кој што знае да даде активности, да учествува во реализација, често знам да бидам и напорна и премногу захтевна, веќе но имаат разбирање, еве ќе го гледаат подкастот, имајте разбирање за директорката. Се е тоа со добра намера, со добра намера. Имам некој предизвик кој што си поставам некоја цел кој што сакам да ја постигнеме. И сега да постигнеме таа цел, јас знам да бидам баш напорна. Тоа е тоа, не знам дали е доблест или мана на жените, ама си поставуваме некои цели за кои се бориме упорно со глава во зид. Да. Така. Но тоа дава многу добар резултат и на крајот кога ќе реализираме нешто и јас сум задоволна и се гордеам со нивниот ангажман, затоа што прво го издржале мојот притисок, прифатиле мојата идеја, го издржале мојот притисок и сето тоа изгледа многу убаво, а и тие се задоволни затоа што успеале да одговорат на задача. Да. И сметам дека тој однос кој што го имаме е еден од мотивациите кои што го имат. Значи, многу ретко ќе сретнете не само во јавниот сектор, туку и во приватните фирми да работник дојде пред почетокот на работното време за да заврши некоја работна задача која што баш и нема во описот. Но сака да ја работи. Тоа не се наредува. Да. Ве разбирам. Сите тие ангажмани кои ги имате и сите ваши заложби излегуваат на виделина. Чести се случаевите кога гледаме во портали и медиуми за ваши активности, слушаме, така да се гледа дека ги сакате децата и сакате да им биде убаво во вашата градинка. Јас сум горда што имаме една таква институција, што згрижувате дечиња, се грижите за нив и им овозможувате да имаат среќно детство. Јас верувам дека секој родител би сакал да биде неговото дете во најдобра можна установа, но рековме, не по секоја цена. Значи,
Затоа сте вие отворени овде и за консултација, и за состаноци, и за разговор. Не мора детенцето да биде во таа установа по секоја цена. Дајте прво да разговараме, да најдеме решение заедничко и за родителот, и за децата, и за установата. Значи, јас совет да ми дадете, да. Прекинам овде, ќе кажам дека јас претходно и дел од моите колешки во Виножито работевме од детската градинка, детска радост. Така? Значи тие се наши колешки кои што се прекрасни, кои што навистина многу работат со деца, кои што навистина многу се трудат, кои што се вложуваат во својата работа. И сметам дека не е во ред или имат родителите некогаш искривена слика, недобра слика, дека можеби не се работи, или еве во овој период, во летниот период кога реализираме летната програма. Во текот на годината реализираме активности кои што ни се дел од програмата, додека самото министерство ни дозволува во текот на летото да бидеме послободни во организација на активностите. Сега, ние одлучивме, јас и мојот тим одлучивме дека тоа треба да бидат организирани активности, Така. испланирани и да го представиме како вид на програма, да бидат застапени пак сите домени, да се исполнат стандарди и така натаму. Тоа не значи дека во другите градинки не се реализираат активности. Можеби сме поорганизирани, повидливи. А од друга страна па знаеме дека тоа не значи дека не се грижат негователките во другите деца, да. Секој си има начин на менаџирање и работење. И некош родителите имаат и погрешна слика, затоа што едно е кога се гледа од надвор и се коментира, сосем е друго внатре. Сепак сум била дел од таа градинка и знам колку колешките се трудат околу реализација на програма, грижа за децата. Согласно можностите. Согласно можностите, да. Тоа не зависи од поединечно од секоја воспитувачка, тоа зависи од институција, од системот и на крајот од целата држава. Па нека тие бидат малце да не слушнаат малце и да реагираат и да ги преземат сите тие мерки кои ни требаат за да имаме посреќни деца. Да. Јас ти благодарам. Ние можеме уште многу да се разговараме за децата и начинот на кој се третираат децата, но ми беше целта преку овој подкаст да покажеме како функционира една градинка и што значи една воспитувачка и колку тие се грижат за дечињата и не по секоја цена да се коментира и да се плюе по воспитувачки негователки. Нека се разговара. Директна и отворена комуникација е лекот за се, јас така би кажала. Да, така е, Мери. Да. Ќе ни дадеш еден совет за крај за родителите? Во однос на воспитување на самите деца пред да ги пуштат во градинка. Еве, септември доаѓа на врата ни е. Совет да ни дадеш и овде завршуваме. Зборував за периодот на адаптација, тие се некои совети, еве пак ќе ги повторам од искуство и кои што ми ги даваме на родителите кога ќе побараат совет од нас, јавно ќе ги споделам. Значи да бидат смирени, трпеливи, да имаат разбирање, да го поминат целиот овој процес, да имаат соработка со воспитувачот и негователот, да разговараат со своето детенце, да го подготват за поаѓање во градинка, за да може тоа да изгради на позитивна слика за престојот во градинка. Она што сакам да го кажам дека многу често добиваме прашања, еве, бидејќи млади родители го следат вашиот подкаст. Нека ние се разговараме. Многу често добиваме прашања за дечињата кои престојуваат во јасли, односно за дечињата од, ние велиме од 0 до 2 годишна возраст, во однос на исхраната. Затоа што тие дечиња се уште не конзумираат сврста храна, не може да швакат, па дали може да донесеме кашички од дома. Не родители, се што му е потребно на детето добива во градинка. Ние имаме посебна листа на исхрана за дечиња до 2 годишна возраст и друга листа на исхрана за дечиња во градински групи, односно од 2 до 6 години. Листата за исхрана на дечиња до 2 години е на база на кашички, на блендирана и пасирана храна, житни кашички, млечни, Вие знаете како најдобро за дечињата. Да, и тоа е во однос на и изработена во согласност со нормативи и стандарди кои што ги пропишува министерството. Се знае во текот на денот колку треба јаглехидрати, протеини, витамини, минерали да прима детето и се што му е потребно додека престојува детето кај нас во градинка, го добива. И од храна, и од напитоци, така да бидете слободни, нема потреба и не е дозволено секако да се внесува храна од надвор, да бидат спокојни во тој дел.
И да не се плашат. Нека плачат децата малце, тоа не е за лошо, тие знаат и да манипулираат. Да. А до бабите и до дедовците не им кажувајте дека ние може да ве гледаме. Да. Нека си седат таму. Тој период кој што треба да се помине, само да се има трпение, разбирање и ќе помине многу побрзо и полесно. Така. Јас ти благодарам на вистина, се надевам дека ќе разговараме и нареде некој период за убави работи, повторно нели некои случувања или активности или новитети кои ќе ги имате во градинката Виножито. Поздрав до целиот тим, па ќе кажам капа им си многу на толку многу дечиња во текот на денот. Се гледаме повторно, а до вас гледачите ви благодарам на вниманието и да си ги поздравам моите пријатели, Штеделница Пеон, Пердормире и Центар за возила. Поздрав!